Тешко кривично дело со умисла. Републичкиот јавен обвинител Љупчо Коцевски откри по кој основ ке се гони Васил Јованов, кој со своето дивјачко возење во центарот на Скопје го одзеде животот на младата Фросина Кулакова. По жестоката реакција на јавноста за оваа трагедија, надлежните конечно се огласија. Од досегашните докази за обвинителството е неспорно дека станува збор за кривично дело сторено со умисла. Токму затоа обвинителството во овој случај против осомничениот води постапка за најтешко кривично дело од областа на безбедноста на сообраќајот. Ја уверувам целата јавност и семејството дека постапката ќе биде ефикасна. Но што е со судиката Даниела Алексовска Стојановска, која младиот Јованов го пушти на слобода и покри пресуда за трговија со дрога? Јавноста е гневна и бара одговорност оти, иако осуден, таа го пуштила Јованов на слобода до правосилноста на пресудата. Министрот за правда Игор Филков го презеде првиот чекор и ја разреши телото за реформи во правосудството. Ви информирам дека денеска донесов одлука да ја разрешам од членство во работна група во Министерството за правда судијата чие име ја бранува јавноста. Судијата беше дел од работната група која е формирана во декември 2020 година за измени на кривичниот законник и беше дел од оптимизираната работна група за брзите измени на кривичниот законник, со кој што очекуваме да се отстранат штетните последици предизвикани со измените во 2023 година. Гневот на јавноста го стави и судскиот совет, кој исто така ќе се под лупа незината работа. Првиот човек, Александар Камбовски, не сака да избрзува со коментари, но порачува дека евентуалните пропусти ќе бидат санкционирани. Се работи за случај кој што ја потресе цела држава. Сите сочувство се изразуваме до семејството и не би сакал сега во вакви моменти на чувства кои што ги има кај сите граѓани да се носат некои избрзани одлуки или некои заклучоци да се изведуваат. Не се добри такви некои брзи промени да се прават во закон. Се залагаме за владење на правото, значи никој не познавам никој што се согласува со вакви состојби да не се случуваат. Најголемата болка е кај семејството на трагично починатата девојка. Таткото на Фросина реагира дека надлежните се обиделе да ја сокријат целата вистина за овој случај. На семафор, пешачки семафор, татко му доаѓа. И одма очигледно започнува операција, па 3 сати чекаме дежурен обвинител во центар, у строг центар, знаејќи дека нема друг случај, прашавме, знаејќи дека тој дежурен обвинител е платен за тоа. Сестрата на трагично загинатата Фросина побара одговорност и од судиката, но и од семејството на Васил Јованов. Тие треба да одговараат за своето делување, но и за криминалните постапки на своите помлади полнолетници. Општеството не смее да биде заложник на луѓе без морални темели, а функциите во државата не смеат да бидат заслониште за оние што не ги почитуваат законите, ниту во својот дом, ниту надвор од него. 20-годишниот Васил Јованов, кој претходно прегази 22-годишната Фросина, претходно имал пресуда да оди во поправен дом, но со одлука на судиката Даниела Алексовска Стојановска бил пуштен до правосилноста пресудата да биде на слобода.